Почитувани посетители на mktenis.mk, денеска се наоѓаме на терените на Тенис парк во скопската населба Аеродром. Имаме чест да разговараме со Александра Симева, македонска тениска шампионка до 11 години и освојувач на неколку зелени турнири. Од каде идејата да тренираш тенис? Зошто го одбра тенисот пред било кој друг? Мојата идеја да тренирам тенис произлезе од тоа што јас ја гледав постојано тенисерката Марија Шарапова. Кога точно започна да играш тенис? Почнав да играм тенис на 5 годишна возраст. Каде и со кого започна да тренираш? Почнав да тренирам со мојот татко, а започнав во близина на мојата зграда. Со кого тренираш сега? Сега тренирам со моите тренери Димитар Лабудовик и Предраг Русевски, и исто така и со мојот татко. Со кои предизвици се соочуваат родителите на децата кои одбрале да се занимаваат со тенис? Па може би јас сум таа вистинската личност на која му го поставувате ова прашање. Една од причините што јас се занимавав, а никош не сум играл тенис, сум играл пинг-понг, кој има нешто заедничко, али далеко е од тенисот финансиската. Тенисот спаѓа во најскапите спортови, каде што треба големи вложувања. Само за тренери и да се обезбедат, поточно терен да се обезбеди и тренер, за да се тренира секој ден, значи еднаш дневно, се потребни најмалку 10 и повеќе илјади денари, најмалку 10. Вие како професор, што би предложиле за да се промени состојбата во Македонија, за да почнат се поголем број на деца да се занимаваат со овој спорт? Пред се ни треба да се изготви програма. Ние немаме програма за најпрви рано започнување на децата со спорт и училиште за прифаќање на тие деца. Владата отвори училиште, спортско училиште за прифаќање на децата за средно образование. Јас сметам дека тоа е многу доцна, треба да се мисли на децата многу порано, значи од основно образование да се почне да се насочат децата. Затоа што средно образование деца кои ќе наполнат 16, 17, 18 години, тоа е предоцна, тие веќе постигнуваат врвни резултати. Што значи треба да се изврши селекција на време, негде да се почне 5-та, 6-та годишна возраст и во тие години да се работи систематски со постепена надградба со децата. И кажете ми само уште, кои се клучните моменти на кои што треба да се посветат тренерите во однос на децата со кои што ги работат, со кои што ги тренираат? Па клучниот момент е методската постапка. Еден од начините кои ми помогна успешно да работам, 98% овие резултати што ги постигнува ќерката се резултат заслуга на мојата работа. И јако не сум стручак. Причина, односно резултатите се темелат токму на методската постапка, значи на постепеното учење и надградување, почнувајќи од додавање со рака, па постапно додавање на топче со рекет, па поставување се во потешки и потешки услови и сега дојде, можам да кажам, кулминација на моите квалитети, ова е границата што не можам јас повеќе да и помагам да се надградува и затоа смогнав силин да обезбедам оние минимални средства, барем 3 пати неделно да тренира, а преостанатите денови во текот на неделата пак да работи со мене, а поточно во текот на летните одмори, кога не одат на училиште, работам 2 пати дневно, а додека деновите кога ќе почне наставата ода и на јазик и се помалку се има време. А зимскиот период мораме да паузираме затоа што до сега немавме услови. Зима не работевме, него работиме само летниот период и пролетниот период работиме со капи, со нараквици, само за да одржиме треници. Дали секогаш имаше добри услови за тренирање? Нема секогаш добри услови за тренирање, но последниве 3 месеци имам добри услови за тренирање затоа што тренирам во клуб. Колку часа неделно тренираш? Па во клуб тренирам 3 пати неделно, по 1,5 час, а имам и дополнителни тренинзи со мојот татко, од прилика најмалку по 2 часа дневно. Да, дали е тоа единствениот начин на кој одржуваш физичката кондиција или правиш уште нешто друго? Правам и уште нешто друго, например како трчам на кеј, правам вежби со различни реквизити и така. Колку време работиш со Александра? Кажи ни нешто повеќе за вашата соработка. Со Александра работиме неколку месеци. Впрочем, она дојде уште од почетокот на клубот
и се приклучи во нашиот тим. Александр е еден исклучително добар играч, кој вредно работи и ги слуша советите на нас тренерите, кој работи секојдневно доаѓа на терените, тренира, сака да учи, што е најбитно, и се труди секој тренинг да напредува, да биде подобро од тоа што било претходно, затоа целата таа работа која она ја обавува на тенискиот терен и носи успеси на турнирите. И во овие неколку месеци кога што она е дел од нашиот клуб, јас лично како нејзин тренер сум задоволен од нејзината работа и постигнатите успеси. На што најмногу сте сконцентрирани во работата со Александра? Кои се нејзините најголеми предности, каде греши најмногу? Каде греши најмногу, тоа ќе го оставиме за на тренинзите, не да не откриваме на нашите противници. Дали има предности? Има нормално. Секој играч има своји предности и слабости. За слабостите нормално работиме да ги отклониме, предностите пробуваме да ги зголемиме, односно да тие да станат уште појаки. Можам да ги одвојам како големи предности нејзиниот форхенд и нејзиниот сервис, кој ги одигрува за нејзини години одлично и сум задоволен од нејзината работа. Какви се вашите планови за иднина на Александра? За Александра се надевам дека пред се ќе остане здрава, да нема повреди во својата кариера. Тоа е еден многу битен фактор. Тениската игра нормално. Тука сме да ја надградуваме, тука сме за да она да тренира, да ја возможиме услови одлични. И ако таа веќе има одлични услови во нашиот клуб, се надевам дека понатаму, како ќе изминуваат месеците, годините на соработка, дека ќе направиме што подобри резултати. Александра за почеток се надевам дека ќе видиме за скоро време како дел од македонскиот национален тим. Најпрво до 12 години, се надеваме подоцна и на останатите јуниорски категории, па ако даде Господ што се вели, да видиме и во сениорската феткуп репрезентација, да се надеваме и на добар пласман прво на јуниорските ранглисти на европско ниво, па на Интернационалната тениска федерација до 18 години и здравје понатаму на WTA ранглистата. Од кога започна да се надпреваруваш по турнири? Почнав да се надпреварувам од 7,5 годишна возраст. Може ли да ни кажеш нешто повеќе за првиот одигран турнир? Да, мојот прв одигран турнир беше во Портокалов тенис и имав многу голема возбуда затоа што до тогаш имав мал број на тренинзи на мрежа и на терен. На колку турнири имаш учествувано во последната година? Во последната година имам учествувано на 6 турнири, од кои на 3 турнири ги добив првите места. Кои се твоите најдобри резултати? Најдобри резултати се исто во моите 3 турнири. Дали можеш да издвоиш на кој турнир ти беше најтешко? Најтешко ми беше на оние турнири на кои почнав зелен тенис кога почнав, на нив ми беше најтешко. Значи почетните. Во спортот секогаш има и порази. Што научи од поразите? Од поразите научив на моите грешки и секогаш ги исправав нив, затоа што на грешките најмногу се учи. Дали планираш да се надпреваруваш на турнири со поголеми противници? Да, планирам да се надпреварувам до категорија до 12 години. И кои се твоите планови за наредните месеци? Каде планираш да се надпреваруваш? Па планирам да се надпреварувам во Македонија до 12 години, но планирам и да се надпреварувам надвор од Македонија, доколку имам можност. Ми кажеш кој надпревар ти оставил најголем впечаток? Најголем впечаток ми оставил надпреварот во југ, затоа што тогаш изгубив само еден гем во финалето. А кој противник ти беше најтешко да го победиш? Па немав противник кој ми беше најтешко да го победам. Роџер Федерер. Марија Шарапова. За ракети Баболат. Найк. Земја.